Здраво да родевте уште едно видео, каде што видео ќе разгледаме структурата на МХЦ молекулите и како всушност тие се кодирани од страна на геномот. Добро, еве, сега имаме една слика која нацртав, обично не сакам вака одма да давам слики, сакам да ги цртам, со цел подобро да сватите, но еве, имаме една слика каде што пополека ќе објасниме. Значи, сега првично ќе збориме за МХЦ класа 1, така, молекула, каде што самата е изградена од еден алфа синџир, кој дека со сина боја бележан, кој што има цитоплазматична опашка, која од околу 30 аминокиселини, има трансмембрански регион, така кој е околу 25 аминокиселини, кои што се хидрофобни, затоа влегуваат во фосфолипидниот двослој. Имаме еден алфа 3 сегмент, веќе целиот синџир е алфа, затоа имаат подсегменти со бројки. Алфа 3 која е имуноглобулинска дипла. Така, значи, ово е имуноглобулинска дипла, која не разгледавме кога зборивме за антитела, односно е составена од бета антипаралелни бета плочи, каде што нормално имаме оваа дисулфидна врска овдека. Така. Потоа, после овој алфа 3 сегмент, следи алфа 2 сегмент. И овдека вака имаме оставено како празно место колку да се види каде започнува, иако тоа вистина нема празно место, така ова е се едно споено. Но окей, тамо е само за да видиме кај почнува и кај завршува сегментот. Имаме алфа 2 сегмент кој е составен од прилика околу 90 аминокиселини и алфа 1 сегмент кој исто така од 90 аминокиселини и нормално овие C и N ни кажуваат кој крај на протеинот е тоа. Е сега, освен алфа синџирот, имаме и ваков бета синџир, кој дека прикажан со виолетова боја, кој што е нешто си помал, кој што се нарекува всушност бета 2 микроглобулин. Тоа е поради кога се одделува и да во глобулинската фракција и бидејќи е помал и затоа го добил тоа име. Но поентата е, овој бета 2 микроглобулин не влегува во мембраната, него се држи преку нековалентни интеракции, кои ги брежа вака со некоја си боја. Че влегува преку нековалентни интеракции, едно вака на страна. Нековалентни интеракции. Значи не се врзува, ама се држи со некоја си сила за алфа синџир. Е сега, друга интересна работа е да алфа синџирот е кодиран од МХЦ гените. Значи гените кои ги разгледавме во претходното видео. Така, алфа синџирот е кодиран од нив, додека бета синџирот е не од МХЦ гените. Значи од некои си други гени кои ние нема да ги разгледуваме, но поентата е составен од други гени и потоа тој протеин основно се вметнува во МХЦ молекулата. Но не е кодиран од гените кои ги разгледувавме во претходното видео. Е сега, алфа 1 и алфа 2 сегментите од алфа синџирот имаат овдека една структура која наликува на еден вид дупка. Така, значи овој овдека дел. И оваа дупка всушност се нарекува клефт. Така, ќе повечеме страна. CLEFT. И тоа е местото каде што всушност се интегрира пептидот кој е обработен од страна на клетката. Така овдека е цитоплазмата. И всушност нели ќе имаме некој антиген кој ќе биде обработен, кој заедно со антигенот всушност ќе биде прикачен на МХЦ молекулата. И овдека всушност ќе биде тој антиген, тие пептиди кои се преработени. Така, значи обработен пептид, како да бележам ова повторно десно. Обработен ќе забележам антиген, но всушност тоа е некоја си протеинска молекула. Усори не мора да биде протеинска, може да биде и друг вид на антиген. Е сега, големината на овој антиген, односно овој обработен пептид, кој може да биде ставено вдека во овој клефт, е различен кај МХЦ 1, класа 1 и МХЦ класа 2. Односно, кај класа 1, овој сега што го имаме, ако би го нацртале како во 3 димензии, каде што овие вака точки сега што ги бележам, се всушност овие тука, така, ако тие точки се тоа, во тој случај, ова е јамката која имам нацртано, нели? Клефтот. Е сега, ако го нацртам во 3 димензии, всушност би дошло некако вака. Така, каде што овие делови, сега кои ги бележам со зелена боја, се затворени на некој си начин. Сори, ајде да не биде со зелена, зашто со зелена ќе биде антигенот. Ќе оставиме со некоја си ваква жолта боја. Овие делови се всушност затворени. И поради тоа, имаме ограничување колкав може всушност да биде обработениот пептид. Така, едноставно треба да биде до толку вака. Надвор не може да искочи зашто е затворено. И затоа има ограничување, односно треба да се види начинот на кој ќе се обработи, така што фрагментите ќе бидат доволно големи за да може да бидат спакувани во овој простор. Е сега, внатре во овој клефт, каде што се поврзуваат овие пептиди, имаме, кој
кои ги бележам сега со виолетова боја, околу 8 до 10 резидуи кои служат главно за поврзување на пептидот. Така, значи имаме 8 до 10 основни аминокиселини кои ги поврзуваат NC краевите на дадениот обработен пептид. Значи ние нема да навлегуваме во тоа, едноставно само вака да го спомнеме тоа. Сега, друга интересна работа е да овој дел, ај вака некаде од тука ќе речеме, значи се ова вака нааму, така до тука некаде, сите тие аминокиселини, односно цел овој горен дел, така, како да го бележам нема место, значи цел овој вака тука некаде горен дел, се состои од аминокиселини кои се всушност тие кои се полиморфни. Односно, нели рековме дека имаме многу алели, така, за сите од гените кои кодираат за МХЦ молекули. Епа, разликата во алелите е главно во тие кодони кои кодираат за овие аминокиселини во овој дека регион. Така, значи, аминокиселините кои се наоѓаат во овој дека регион што го бележев, се тие кои главно го носат полиморфизмот. Така, значи, полиморфни аминокиселини. Односно, ова е местото каде што имаме разлика во алелите. Така, значи, ово е на некој си начин вариабилен регион, иако дека немаме генетски рекомбинации. Додека остатокот, за која боја веќе ја бележимо, ќе земеме со некоја си темна сина, остатоков надоле и добро, тој кој влегува вака у мембраната, така, се тоа надоле, вака, всушност ќе го направам целото, е релативно константно. Кај сите МХЦ молекули, кај најголем дел од индивидуите. И тој вариабилен регион, горе, е всушност местото каде што се поврзува Т-клеточниот рецептор. Така, значи, овдека ако имаме горе една Т-клетка, T-cell, таа има Т-клеточен рецептор кој ќе обележиме, не знам, со некоја си зелена боја. Така, значи, таа има Т-клеточен рецептор, кој што всушност препознава две работи. Значи го препознава обработениот антиген, така, значи тоа е едното нешто што го препознава, и другото нешто што го препознава е всушност делот од МХЦ кој се поврзува со него. И тоа е тој вариабилен дел. Значи вака ќе пречам тука како со жолта линија. Значи овој вака дел тука е препознаен од страна на Т-клеточниот рецептор. И тоа е најбитен. Сега, не дека другите региони не се битни. Океј. Сега знаеме дека со МХЦ класа 1 молекули се поврзува Т-CD8 клетки. Така, значи T-cell, поточно Т-CD8 плюс клетка. Сега, таа CD8 молекула, која е всушност протеин, така, ќе бележиме сега со, нека биде со црвена боја, но ќе избришам, таа се наоѓа некаде вака тука. Така, има една долга рака која штрчи, која главно се поврзува со алфа-3 регионот. Така, значи вака ако ја нацртам, ето нема да изгледа, но ќе стои само за кратко време. Се поврзува главно со алфа-3 регионот и опфаќа делот алфа-2, а некогаш може да се поврзе и со бета-2 микроглобулинот. Океј, односно микроглобинот. Значи некогаш може и тука да се поврзе, но главно се поврзува кај алфа-3. И сега ова ќе обележам на следниот начин, колку да не штрчи многу. Значи имаме поврзување вака. Ајде сега подебело. Поврзување вака на CD8 или пак може и тука да се поврзе. Значи и тие делови си имаат некаква си улога при поврзувањето. Инаку исто не спомнав дека овој бета-2 микроглобин всушност има структура хомологна на имуноглобулинска дипла. Значи, не е имуноглобулинска дипла, ама скоро имуноглобулинска дипла. Значи, хомологна на истата. Дека сега имаме слика, која не го представува истото што го разгледавме, само го сликата, без некои работи, каде што може да видиме онака шематски убаво нацртано како изгледа. Сега, ова овдека, ми е тоа што ми е битно, да се види дека клефтот, така каде што влегува пептидот, е на некој си начин ограничен. Сега дека не е нацртано тоа, нема да се врзат, окей, ама сакам да кажам, пептидот кој може да се внесе, има граници до кај може да се внесе. И треба да биде убаво обработен. И ќе видиме каква ќе биде разликата помеѓу МХЦ 1 и МХЦ класа 2. Значи ќе видиме со иста ваква слика, само
ќе биде различно. Сега од кога видовте структурата на МХЦ класа 1, класа 2 ќе иде многу побрзо. Значи класа 2 е составена од алфа и бета синџир, каде што и двата се сега кодирани од страна на МХЦ гени. Така имаат некоја си маса 33 килотон, 37 килотон, но овие вредности не се задржуваат бидејќи во секоја книга се различни, значи буквално во секоја книга се различни, така што ама отприлика се тие некои си бројки. Сега, алфа и бета синџирите не се држат ковалентно, значи повторно дека имаме нековалентни интеракции. И беше вака со некои си линии, значи нековалентни интеракции. Сега, повторно тука има некои вредности за колку аминокиселини имаме, ама главно се прилично сличните бројки, повторно секоја книга е различно, одека 30, одека 25 хидрофобни, така и различен број на аминокиселини се изградени сите од овие сегмент. Сега, алфа синџирот е изграден од алфа 1 и алфа 2 сегмент, каде што алфа 2 сегментот има имуноглобулинска структура, односно изградена имуноглобулинска дипла, дали кај што имаме дисулфиден мост, имаме бета нишки кои се антипаралелни. Исто и B2 од B синџирот, исто така има имуноглобулинска структура. Сега овдека немаме континуитет, така значи овдека прекинува континуитетот, алфа 1 не е поврзан со B1, двата завршуваат со нивниот аминокрај, но повторно градат ваква клефт структура, така значи ова повторно е клефт во која ќе биде всушност интегриран пептидот, кој ќе треба да биде обработен. Ама, овдека кај МХЦ класа 2 има разлика. Клефтот не е ограничен од страните. Така, значи, ако бележам повторно да направам како 3 димензии, едното тука, едното тука, ова беше клефтот вака надоле. Сега, ако видиме, всушност е како еден вид отворена структура. Така, ја вака некако ја бележам. Али гледаме дека овде, овде имаме отвор. Така, ова овдека е отворено, целото. И од оваа страна. Тоа значи дека пептидот ќе може поубаво да се интегрира. Основно може да ставиме поголеми пептиди, не мора да бидат ептен раздробени. Значи ќе видиме сега на кратко понатаму ова видео што е битно за поврзување всушност на пептидот во клет, но за сега да знаете само дека кај МХЦ класа 2 се отворени краевите и може да се внесат поголеми пептиди. Повторно и овде горниот дел каде што ќе се врзе T-cell рецепторот е главно вариабилен, односно полиморфен, значи има различни аминокиселини кај различни алели од истиот ген, додека долниот дел е релативно константен, така значи овој остатокот е релативно константен кај сите МХЦ молекули, кај сите индивидуи. Односно во алелите нема некоја си многу голема разлика. И овдека повторно, значи ајде ќе нацртаме една Т клетка и кај МХЦ класа 2 се врзуваше CD4 Т клетка. Така, значи CD4+, каде што повторно го имаме, со која боја го бележавме со зелена, да. Повторно го имаме T-cell рецепторот кој ќе опфати антигенот и ќе опфати дел од овој полиморфниот дел од МХЦ молекулата. И повторно и овдека имаме, само што сега не е CD8, него е CD4 молекула, која што влегува всушност во интеракција со овие домени, или тој или овдека овој. Така, значи да не чкртам толку, тоа само ќе го направам вака. Вака, може да влезе во интеракција овдека вака. Значи ова ќе биде CD4. И тоа е основното, значи структурата на МХЦ класа 2 молекулите. И сега ако идеме овдека доле, повторно видиме некоја си шематизирана слика. Гледаме како е се организирано, окей. И овдека сега, ако идеме, ќе видиме споредбата помеѓу клефт регионот кај класа 1, така овдека беше класа 1, ова е кај класа 2, каде што водната протеинска структура е релативно слично, значи имаме еден алфа хеликс тука, еден алфа хеликс тука, имаме бета плочиот оздоле. Тоа е релативно исто, но поентата е овдека можеме да вметнеме многу поголем пептид, односно преработен антиген, додека кај класа 1 беше помал. Исто така поврзувањето преходно беше од 8 до 10 аминокиселини резидуи, додека овдека поврзувањето вака, и тука имаме некои си аминокиселини кои главно служат за поврзување, се од 13 до 18. 14 до 18.
Добро. Сега ќе видиме некои side by side слики, споредби, па понатаму ќе видиме како всушност се поврзува овој пептид, нели, како всушност стои во клефт регионот, како е всушност афинитетот, односно специфичноста, и понатаму ќе видиме како се ова е всушност кодирано од страна на МХЦ гените. Односно само ќе разгледаме како всушност е кодирано од гените, а врзувањето на пептидот со МХЦ ќе го разгледаме во посебно видео. Значи тука имаме на слика каде што може да ги видиме едно од друго вака споредени, значи класа 1 и класа 2, каде што гледаме што е разликата овдека овој нели дел што се поврзани, ова дека треба да е B1, ова треба да е B2 и ќе изгледа како класа 2. Така. Значи во класа 1 имаме алфа цинџир, бета 2 микроглобулин, кој е глобулин кој не е кодиран од страна на МХЦ гените. Тој како е класа 2 и двата цинџира всушност беа кодирани од страна на МХЦ гените. И ова е еден исто така друг начин да се представи структурата. Така, сега овдека имаме слика како ова изгледа всушност во 3 димензии, онака како шематски представени со алфа хеликси и бета плочи. Така, значи имаме МХЦ 1, МХЦ класа 2. И така, тоа е главното, значи треба да имате некоја представа во главата. А сега ќе видиме како всушност сите овие структури се кодирани. Сега ќе разгледаме како протеините се всушност кодирани од страна на гените кои ги разгледавме во претходното видео. Значи овдека на сликава имаме тоа што го разгледавме во претходното видео, така каде што имавме за класа 2 беа овие лево, за класа 1, прво ќе почнеме со класа 1 зашто е попроста, се овие десно. Така, и овие беа класични, HLA-A, HLA-B, HLA-C. Тие беа класични, овие беа некласични, кои се со сива боја. Океј? Е сега. Овдека доле имаме истото одгоре, значи запишано, само сумирано на некој си начин. Океј? Сега идеме овдека лево, каде што да видиме што се случува. Првично, да објаснам дека, дека пак ќе се вратиме. Секој од овие HLA-B, така, кодира алфа цинџир. Значи ова е еден алфа цинџир, ова е исто алфа цинџир, кој е малку различен, и ова исто така е алфа цинџир кој е малку различен. Така, и овие некласичните исто прават алфа цинџири, така, но нив нема да ги спомнуваме. Значи, од еден родител, да речеме дека ова е хромозомот, ова дека што го гледаме, од таткото. Така, значи ти можеш да добиеш 3 различни алфа цинџири, така, за класа 1, само од таткото. Тоа значи дека имаш уште 3 различни алфа цинџири од мајката, бејќи нели се кодоминантно. Така, овие од мајката ќе бележат со кафена боја, со жолта боја, така и со ваква некоја се виолетова боја. Е сега бидејќи класа 1 молекулата беше изградена само од алфа цинџир, кој беше кодиран од овие гени, а B2 беше од други гени, поради тоа можеш да имаш само 8 комбинации. Така, овој со B2 или овој со B2 или овој со B2, овој или овој. Така. Значи еден од тие алфа цинџири ќе биде избран и ќе биде со B2. И поентата е ти на клетката твоја, на сите клетки кои експресираат МХC1, а тоа беа сите нуклеирани клетки. Всушност ќе имаш, ева, ќе идеме тука ќе ставиме некаде. Ставиме на клетка, ќе имаш МХC1 кој ќе биде со син алфа цинџир, дека бета секогаш си е исто, нема врска. Ќе биде некаде со црвен алфа цинџир, така бета исто ќе си биде исто, некаде ќе биде со вакво кафен алфа цинџир, така, и сите овие се МХC1. Така, значи сите овие се МХC класа 1. Односно можеш да имаш 6 различни МХC класа 1. Зошто? Бидејќи секој од овие HLA-B, HLA-C, HLA-A прави различен алфа цинџир, а имаш еден хромозом од таткото, еден од мајката, односно добиваш 6 различни алфа цинџири за класа 1. Океј, разбравте? Добро. Сега, ако земеме кој било од овие, дали овој ген, или овој ген, или овој ген, нема врска, и го раздробиме на некој си начин, ќе видиме дека секој од овие гени, идеме малце погоре, секој од овие гени, така без разлика дали овој или овој, внатре е составен од повеќе екзони и интрони, така овие измеѓу се интрони. Е сега, послем сплайсингот добиваме една месенџер RNA, која всушност ќе го прави протеинот. C стои за цитоплазматик, така ТМ за трансмембран,
и другите се нели алфа сегментите од алфа синџирот. И гледате убаво со стрелки се направено и ќе се добие класа 1 МХЦ молекула. И имаме 6 изотипови. Така. Сега кај класа 2 е малку покомплицирано. Зошто? Повторно имаме 3 главни гени кои вака се бележени, но секој од нив вака први само ќе бележиме сега само за таткото. Така. Значи овој прави и алфа и бета. Така. Овој исто прави алфа и бета. Така, различни. Вака повторно ќе нацртам за да бидат посредени. Значи овој прави првиот алфа бета, овој исто прави алфа бета и овој исто прави и алфа и бета. Значи тоа не идат у комбинација, него прави еден алфа и еден бета синџир. Така бидејќи имаме еве вака. ДР алфа. Така, прави алфа. ДР бета. Прави бета. Значи тие се различни протеини кои се прават од тој ДР збир на гени, кои се два. Добро, сега, овие се синџири за класа 2 МХЦ, кои се например само од таткото. Сега ти имаш една иста ваква група на синџири од мајката. И ќе бележиме сега со кафена боја алфа, бета и алфа, бета. Сега, една класа 2 МХЦ молекула беше изградена од еден алфа и од еден бета синџир. Сега, видете овдека колку комбинации имаме. Значи, можеме да земеме, сега не знам со која боја бележам, мајке биде со бела, можеме да земеме овој алфа со овој бета. Така, тоа е една комбинација. Може да го земеш тој алфа со овој бета, тој алфа со овој бета, со овој бета или пак со овој бета. Така, значи има доста комбинации. Или пак можеш да го земеш овој бета, да го комбинираш или со овој алфа, или со овој алфа, или со овој, или со овој, или со овој, или со овој. Така, односно имаме 6 бета и 6 алфа синџири. Така, значи потенцијално 6 по 6 36 комбинации. Така, значи може да се добијат 36 комбинации. Сега, дали се случуваат сите 36 комбинации? Одговорот е не. Зошто? Бидејќи најчесто ова вака не се случува. Едноставно, ако го имаш овој алфа, што го бележам синиов, може да или да се врзе со неговиот бета, така како е направен исто од ДП генот, или пак со овој бета. Така, најчесто тоа така се случува. Значи, или ќе се врзе со овој, или со овој. Додека овој алфа, например, ќе се врзе со овој, или со овој. Така, значи, најчесто е така. Иако може и ова претходно што го спомнам. Добро, ајде сега дека идеме сега десно. И сега, се качаме од горе. И сега може да се земеме која било комбинација. Например, овој за горе за бета, нека биде овој ДП бета, додека овој кој е за алфа, нека биде DQ алфа. Така, иако реков ова најчесто не се случува, може тоа да се случи. И сега ова го земеме овдека, додека ова ќе го земеме горе. Така, значи може да биде која било од тие комбинации. И да видиме што се случува, внатре значи си има овие екзони. Ова измеѓу вака што е ѓубрето, што се трга, се интрони. И се добива и месенџер RNA, се прави транслација и се добива структурата и се ја прикажам со стрелки кој дел каде. Сега кога ќе се земе ова во предвид, дека на ваков начин всушност се кодирани протеините во однос на овие гени, и ако се земе во предвид дека имаме околу 10.000, некојаш помалце, алели за секој од овие гени во дадена популација, тоа ни дава една прилично голема разновидност. Да, не е голема како таа на антителата, но сепак имаме доста голема разновидност. Седам дека го разбравте ова со како е кодирано, треба маца да знаете генетика, но окей. Значи тоа што треба да го запамтите дека овдека имаме 6 видови на молекули кои може да се добијат. Овдека најчесто се добиваат 12, иако може да иде до 24 или пак до 36, ама тоа обично не се случува, значи најчесто се 12, односно овој алфа се иде со овој бета, значи најчесто е така, иако може да иде и со овој бета, така би добиле 24 комбинации. Но окей, најчесто се 12. И тоа беше се за видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме како всушност се поврзува пептидот со МХЦ, односно со клефтот на МХЦ.